Здраво и добре дојде на новата епизода на мини серијалот за граници. Ова е епизода број 4. Во денешната епизода ќе одговорам на едно од вашите најчесто поставувани прашања, а тоа е како да поставиме граници. И мислам дека ова е важно да нагласам дека многу често е индивидуално, но ќе споделам со вас неколку чекори како најлесно и најдобро да се постават границите. Чекор број 1 е секогаш да ги валидирате чувствата на другите. Односно, да бидеме свесни дека и другите носат одредени чувства и емоции и ние важно е да ги валидираме и да видиме дека се тука и дека постојат. Можам да видам дека си повреден, гледам дека ти е потребна помош, знам дека се грижиш за мене и така натаму. Чекор број 2. Пробајте да ја именувате акцијата која што сакате да престане. Односно, гледам дека се грижиш за мене, меѓутоа, кога ти толку многу ме критикуваш, ме срамиш, ме понижуваш, ме нарекуваш вака и вака и така натаму, јас се чувствувам така и така. Односно, давате точен назив за акцијата која што другата личност ја презема. Доколку го вратам примерот со свекрвата од минатата епизода, тоа би било: знам дека многу не сакаш, знам дека многу сакаш да се видиме и јас многу те сакам, ама кога доаѓаш ненајавена дома, тоа би значило така. Или кога не се најавуваш, а доаѓаш, сега. Чекор 3 е кажете како тоа однесување прави да се чувствувате. Но, тоа би одело вака: знам дека многу не сакаш, меѓутоа кога доаѓаш ненајавена кај нас дома, јас навистина се чувствувам многу лошо, многу непријатно и неспремно. Сега, тука чекор број 4 е исто така многу важен. Зошто? Затоа што тоа ни дава јаснотија зошто ја поставуваме таа граница. Јас сакам да избегнам недоразбирање. Јас сакам да избегнам кавга и непријатни чувства. Јас сакам да се чувствувам пријатно и заштитено покрај тебе. Јас сакам да имам добра релација со тебе. Сега, што би кажале на свекрвата, тоа е веќе ваше. Зошто не сакате да ви доаѓа ненајавена? Да речеме, не сакам да доаѓаш ненајавена, затоа што јас мојот дом го гледам како мирно место, или затоа што сакам да бидам подготвена, или затоа што имам потреба од време за себе, или затоа што вака и вака. Значи, секој од нас има нешто што е различно. Тоа може да биде затоа што сакам да продолжам да имам добра комуникација со тебе. И нормално. Чекор број 5 е да бидете внимателни на кој начин ова ќе го направите. Да речеме, кажете ја вашата граница. Затоа те замолувам следниот пат да се најавиш, да ми пишеш порака, да се јавиш кај синот, да речеме, дека ќе доаѓаш и така натаму. Значи, точно да се каже кое е вашето барање. И одиме назад. Знам дека многу не сакаш, меѓутоа кога доаѓаш ненајавена кај нас, јас се чувствувам вака и вака. Да речеме, јас се чувствувам нападнато, незаштитено, непочитувано, непријатно, неподготвено и така натаму. И затоа што јас сакам да продолжам да имам добра релација со тебе, да се чувствувам безбедно и да избегнам недоразбирања, те замолувам следниот пат да се најавуваш кога ќе дојдеш, односно да ми се јавиш половина час порано или еден ден порано, без разлика, зависно која е вашата потреба. Секој има различна потреба, секој семејство има различен начин на кој што се живее. И доаѓам до последниот чекор, односно до чекорот дека вие мора да кажете што е она кое што ќе биде последица. Најчесто луѓето го забораваат овој чекор и најчесто овој чекор е заборавен и во родителството, сакајќи да се избегне казна, но ќе нагласам, последицата не е казна. Ние може да го гледаме тоа како казна, може би и другата страна понекогаш ќе го доживува како казна, но тоа е само чин на одговорност. Односно последица. Кажете која ќе биде последицата. Доколку се случи ова повторно,
Јас нема да ја отворам вратата. И сега ова може другата личност да го свати многу лошо, многу непријатно, затоа ќе кажам дека поставувањето на граници знае да биде огромна одговорност, односно прифаќање дека тоа може периодично или многу долг период да го разруши односот. Но, доколку секој чекор се преземе, односно доколку се валидира другата страна, доколку тоа доаѓа од позиција на асертивност, на самоувереност, на достоинство, најчесто другата страна реагира добро. А на крајот на денот, доколку другата страна не реагира добро, тоа веќе е една свесност која што е убаво па да ја знаеме дека доколку другиот не почитува граници, ако сега не се почитува оваа граница, каде ли ќе стигне во иднина? Па понекогаш е скроз во ред и здраво да престанеме да комуницираме со некоја личност доколку истата таа не научила да почитува граници. И ве молам, доколку и вие се пронајдовте тука дека и вие не почитувате граници, убаво е да размислите зошто. Односно, убаво е да видите што кај границите на другите луѓе вас ве плаши или ве создава непријатност. Дали сте така растени или не. Ви благодарам за вниманието. Се слушаме следно во наредната епизода од овој мини серијал за граници. Поздрав!